Македонија останува закована на дното во регионот по борбата со корупцијата и со историски најлоша позиција досега. Според Transparency International, земјава се најде на 111-тото место од 180 држави. Оваа година, според Сладјана Тасева, го бележиме најниското рангирање уште од 2001 кога се најде во овој извештај за прв пат. Нема промени во поентите во споредба со лани, но земјава има пад од 8 места во споредба со рангирањето од 2012 година. Според Тасева, борбата против корупцијата во Македонија назадува и состојбите барем досега не мрднале од мртва точка. Република Македонија оди наназад и надолу во борбата против корупцијата. Нашето рангирање, индексот за перцепција на корупцијата за 2020 година, е досега најлошо рангирање воопшто. Минатата година бевме на 106, сега сме на 111 место. Апсолутно не бележиме никаков напредок, вели Тасева. Според неја, суството било најмногу корумпирано и ниту една алатка досега не дала резултат. Во сферата на правдата, и затоа тоа го истакнуваме, дека владењето на правото и правдата и недостатокот на реформи во судството, недостатокот на решавање на случаи на висока корупција, недоволните ефекти во борбата против корупцијата се тие кои што не држат ниско, а веројатно и сигурно тие се состојби кои што допринесуваат и за лоши состојби во другите показатели. Македонија е во регионот со земји како Панама, Босна и Херцеговина и Монголија. Од сите европски држави од нас, според индексот, се само Украина, Молдавија и Русија. Во светски рамки Нов Зеланд и Данска се држави за кои има најмногу корупција, а зад нив следуваат Финска, Швајцарија, Сингапур и Шведска. Како најкорумпирани земји во светот се Сомалија и Јужен Судан, а на последните 5 позиции се уште остануваат Сирија, Јемен и Венецуела.